Поставувањето на базен во вашиот двор дефинитивно представува вистински избор за релаксација, уживање и многубројни дружења со семејството и пријателите во топлите летни денови. Но покрај тоа што се рај за горештините, големите гумени базени се и најголем извор на бактерии ако не се чистат правилно, ако редовно не се менува водата. Одржувањето на правилната pH вредност на водата во базенот може да се направи со редовна употреба на средства за одржување на pH вредноста или пак со употреба на мултифункционални хлорни таблети, кои дополнително го регулираат и нивото на хлор во водата. После секој завршување на капење, кога ќе заврши капењето, значи механичко прочистување значи отстранување на нечистотиите преку филтри, значи водата се прочистува, но тоа не значи дека не содржи бактерии. Истата вода значи преку систем за циркулација се враќа значи во базенот. После секој завршување на механичко чистење, на крај да се заврши со дезинфекција на водата во базенот. Секој дезинфекцијата да се врши од страна на лица кои што претходно се едуцирани за начинот како треба да се врши и да се почитуваат упатството, значи секој средство за дезинфекција поседува свое упатство, значи да се придржуваат на самото упатство на кој што пишува за колкава количина на вода се става средство за дезинфекција. Правилното хемиско одржување на големите базени е најважно, велат лекарите. Најосетливи на бактериите се децата, кои најмногу ги користат овие базени кога температурите се многу високи. По завршената дезинфекција се потребно е да помине период од минимум 30 минути со цел да се уништат одредени видови на бактерии и откога ќе помине тој контактен период, на крај да се заврши со мерење на тој резидуален или остаточен хлор. Зошто? Бидејќи вишокот на хлор има негативно штетно дејство. Значи предизвикува иритација на кожа, воспалени на лигавици и тие што имаат поголеми базени на 2-3 дена да го дополнуваат значи со чиста вода, бидејќи во самиот базен од нечистотиите од телото се стварат органски, потекнуваат значи органските материи од самото тело и стапуваат во реакција со препаратите на хлор и стварат нус продукти кои што се штетни и канцерогени. И на крајот сите системи за филтри и систем за циркулација да се исчисти со чиста вода и по можност значи да се дезинфицира, бидејќи во нив се собира таа нечистоти од водата во базенот. Експертите за хигиена советуваат овие базени кога не се користат, особено навечер, да бидат покриени за да не се полнат со прашина или листови и никако во нив да не се капат домашни миленичиња, а доколку детето сака да внесе играчки, истите претходно убаво да бидат измиени.